Добар ден и во моје име. Значи, јас би се осврнал од работата на Советот на Општина Газибава. Зошто сме подобри и различни? Затоа што и советниците, како што напомена и градоначалникот, ние сме и представуваме сервис на граѓаните. Тоа значи дека и јас како председател на Совет и сите советници сме отворени за комуникација и за сите проблеми што настанувале во нашата општина, во Општина Газибава, сме били отворени за комуникација и секогаш сме били присутни на терен. Да напоменам дека во изминатиот 4-годишен период од мандатот на советниците на Општина Газибава одржани се 61 седница, од кои само постојаните комисии на Советот на Општина Газибава имаат одржано 381 седница и можам да констатирам дека исто така се донесени 1187 акти за подобрување на условите на живот во Општина Газибава. Исто така можам стварно да потенцирам дека одличната соработка на Советот на Општина Газибава со градоначалникот на Општина Газибава, градоначалникот на град Скопје, каде што реализиравме многу проекти, и секако претходната влада предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата. Донесени се 16 детални урбанистички планови на територија на цела Општина Газибава, 14 планови за населени места каде што се опфатени руралниот дел од Општина Газибава. Од деталните урбанистички планови, вака по конкретни и по круцијални, можам да го напоменам деталниот урбанистички план за заобиколницата, каде што се опфатени 300 хектари, каде што е предвидена лесна индустрија, и се надеваме дека во многу брз период ова економска зона што е предвидена ќе заживее и ќе донесе бенефит како на Општина Газибава, град Скопје и Република Македонија. Исто така можам да напоменам дека е донесен и деталниот урбанистички план кај салонот на Мерцедес и можете тамо веднаш да видите дека се интензивно се извршуваат градежните работи, така да во најскоро време ќе добиеме едно здание каде што сите ќе се гордееме со истото. Исто така една од странските инвестиции што е донесена со помош на градоначалникот на Општина Газибава, на градот Скопје, на владата предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата, на тимот што беше определен за странски инвестиции, е музичкиот дом во населено место Автокоманда во Општината Газибава, каде што истиот е финансиран од музичката компанија Феймс. Значи, сите овие проекти се еден вид на поголеми проекти, каде што можеме со задоволство да ги презентираме и да кажеме дека истите ќе донесат многу подобар живот за населените места, за граѓаните од Општина Газибава, како и тука може да се гледа и економскиот бенефит, каде што ќе се отворат и повеќе работни места. Можам да кажам дека Советот на Општина Газибава одлична соработка со градот Скопје и со Советот на град Скопје, каде преку нив и градоначалникот ги спомна, многу одлуки по однос на фекални канализации, атмосферски канализации, асфалтирање на улици, санација на улици, реконструкција на улици, така да би ни требал многу подолг период истиве да ги наведеме и колку одлуки се исто така донесени. Она што исто така се гордееме како советници што во минатиот период го донесовме, тоа две круцијални одлуки за јавно-приватно партнерство. Едната круцијална одлука е таа за фудбалскиот камп на фудбалскиот клуб Вардар, едно одлично здание каде што мислам дека е еден од најдобрите фудбалски кампови во Европа. Сме имале присуство лично да го видиме, со тоа што многу е подигнато нивото на фудбалска култура и во населените места, и исто така многу од дечињата што гравитираат во Општина Газибава имаат можност под надзор на фудбалскиот клуб Вардар, а исто така и под надзор на сите професори, наставници што се во кадарот во основните училишта, да влијаат на нив и да изградиме едни здрави личности, каде што во иднина може да репрезентираат Република Македонија на многу повисоко ниво.
Исто така го напоменав, значи и делот на јавното приватно партнерство со музичката компанија Феймс во населеното место во населбата Автокоманда. Се надевам дека тоа многу брзо тоа здание ќе се заврши, каде што посебен акцент се става на нашата музичка култура, на изворните македонски песни, и преку оваа компанија истите доаѓаат и како насловни сценски музички настани во многу филмови, финансирани од филмската индустрија во Холивуд. Можам да напоменам исто така дека при елементарната непогода сите советници бевме присутни и одржавме неколку итни седници, се со цел да во тие тешки услови што настанаа за нашите граѓани, да колку толку успееме да воспоставиме еден ред и да се отпочне со утврдување на штетите што се настанати на граѓаните на општина Газибаба, и понатаму за целиот тој процес што се одвиваше за обештетување на истите. Исто така можам да напоменам дека Советот донесе неколку одлуки за формирање на локален економски совет, совет за превенција против дрогата, и акцентот ни е ставен исто така на згрижување на младите, да не дојдеме во состојба да истите застрануваат и влечат негативни последици во понатамошниот развој. Јас би имал толку, така да, директорке, слободно можете вие во делот на образованието да се посветите.